The National Archives and Records Administration или Националната управа за архиви и записи постави краен рок до 30 септември за сите владини и воени агенции да достават копии од секој документ, аудио и видео или од било кој друг медиум што го имаат за неидентификуваните аномални феномени или, како што порано се нарекуваа, неидентификуваните летечки објекти во Америка. Овој мандат е дел од овогодишниот закон за овластување за национална одбрана, кој е веќе донесен и со важност. Тоа е истиот закон со кој се финансира Министерството за одбрана и истиот закон кој требаше да му наложи на војската да направи план за контролирано објавување на вистината за неидентификуваните летечки објекти, но беше комплетно разводнет и разреден пред да биде донесен, но сепак во него ја има оваа наредба. Секоја владина институција во Америка мора да ги објави сите документи и докази што ги имаат за неидентификувани летечки објекти и да му ги достави на Националната архива на Америка. Иако крајниот рок на достава е 30 септември, сепак агенциите ќе имаат финален рок до 24 октомври да го разгледаат, идентификуваат и организираат својот материјал и да му го достават на Националната архива на САД. Сепак многу уфолози се скептични, класифицирани информации и документи ќе му бидат доставени на Националната архива. А во однос на феноменот на ЛО, за кој во САД досега се донесени 4 закони и основани 3 канцеларии за проучување на феноменот, сега доаѓа и нов, 5ти поред закон. Го предлага конгресменот Тим Бурчет. Заедно со уште неколку конгресмени, тој ги повикува лидерите на федералната влада во Америка да ги декласифицираат сите документи поврзани со неидентификуваните летечки објекти, тврдејќи дека агенциите мора да бидат транспарентни ако сакаат да бидат финансирани од Конгресот. Бурчет, член на Комитетот за надзор на Представничкиот дом, го представи Законот за транспарентност за неидентификувани аномални феномени неодамна. Законот ќе бара од председателот на САД да ги упати сите федерални агенции одделенија да ги направат сите документи за НЛО што ги имаат достапни за јавноста во рок од 270 дена. Исто така, законот бара од председателот да му достави квартален извештај за неидентификуваните летечки објекти на Конгресот. Републиканецот, конгресменот од Тенеси, Тим Бурчет, укажува на извештаите од, како што ги нарекува, квалификувани луѓе за постоењето на неидентификуваните летечки објекти. Бурчет е еден од најгласните застапници за зголемување на транспарентноста околу феноменот на ЛО уште од сослушувањето во Конгресот што се одржа во јули, кога тројца поранешни функционери на Министерството за одбрана на САД сведочеа за нивните искуства со феноменот на ЛО, од кој еден од нив, Дейвид Граш, кажа дека САД имаат нечовечки биолошки материјали и програми за обратен инженеринг на вонземски летала.